Знаете што, прво можам да кажем скандалозно е тоа што СДСМ како никогаш до сега се обидува за еден ден да го стави гласањето на владата во парламент. Објавувањето на составот на влада синоќ и гласањето, односно почеток на расправа утре савајле, покажува дека тие од нешто се плашат. Дека се плашат од анализа на јавноста и на се разбира и на пратениците од опозицијата. Се плашат од анализа на нивните перформанси до сега, на нивното минато, на нивното образование, на нивниот учинок до сега. Се плашат исто така и да не го разгледаме внимателно оној памфлет кој што го нарекуваат програма. Така што очигледно е дека постои страф и се гледа што е можно побрзо, шверцески да се помине на парламент. Никогаш до сега тоа не се случило. Јас имав 4 пати можност како мандатар да предложам состав на влада до парламентот. Секогаш оставав околу 12 дена, за да може и опозицијата, пратениците, јавноста да ги разгледа предлозите, да ја разгледа програмата, да ја анализира, да се подготви, да може да укаже на забелешки, да го чуеме нивното мислење. Сега само долго време зборуваше дека тие кои ќе станат мнозинство ќе го врателе дигнитетот на собранието, на парламентот. Ќе дале можност за вистинска дебата и ќе дале можност за слушање на критиката од страна на опозицијата и дека таа критика ќе ја вградувале понатаму во нивното работење. Од првиот ден, од авион се гледа дека ниту ќе враќаат некаков дигнитет кој што и не може да враќа бидејќи постоеше, туку напротив, ќе го растураат тој дигнитет. Тргаат на некој начин крајно недемократски, тргаат шверцески. За еден ден нешто што во нашата демократија не е познато до сега. Можеше така и ВМРО-ДПМ, не можев така и јас. И ние сакавме ден порано да го започнеме нашиот мандат, но имавме демократски капацитет да бидеме свесни дека треба да се дозволи на опозицијата да се подготви, да ги види и анализира личностите. Има ликови таму кои што воопшто не ги познаваме. Има ликови за кои што треба да се разгледат сите нивни работи во минатото, целото нивно CV, целата нивна биографија. Имаат нешто доставено како некој памфлет кој што треба да се изанализира. Така што се гледа голем страф и се гледа на брзина да се помине за луѓето да нема време да го издискутираат, да го изанализираат и брзо да се премине на некои други теми за да се заборави таа тема која што е поврзана со изборот на нова влада. Значи, свесни се дека имаат исклучително слаб состав на нови членови на владата. Свесни се дека прибирањето на овој состав се гледало се задоволат некои луѓе, а не да се одберат најдобри кадри што може да ги решат проблемите на граѓаните и во континуитет да ги решаваат сите проблеми кои што ќе доаѓаат. Се гледало во СДСМ да се задоволи првиот тим кој што излезе на избори со Заев и ги загуби изборите, не ја доби поддршката на мнозинството граѓани. Сега тие луѓе кои што ги изгубија изборите, на кои што народот не им ја даде довербата, тие ќе бидат министрите и тие ќе ги креираат наредните чекови за Република Македонија. Исто така видливо е дека најважните ресори за кои што СДСМ јавно говореше дека ќе работи многу за реформи во тие ресори и така натаму, ги избегна и ги даде на коалициониот партнер, да речеме Министерството за правда, Министерството за здравство, или пак да кажеме моментот дека одбегнуваа да стават било кој, односно барем еден министер за привлекување на странски инвестиции, што значи од старт се гледа дека фокусот на внимание за привлекување инвестиции сериозно ќе опадне. За среќа, нашата влада во овој период толку многу работеше на тоа што веќе има огромен број кои што се во фаза на донесување на одлука. Така што во наредните година и пол има инвеститори кои што се изработени од оваа влада, кои што се веќе во длабока фаза, кои што ги имаат изработено своите планови и некој од нив и донесено одлуки или пред донесување одлука. Подготвени локации, подготвено се што им е потребно, проекти за градба на фабрики и така натаму. Но она што е жалосно е што нема да има многу нови, затоа што новите ќе немаат соговорници како што имаа досега. Досега имаше многу соговорници и од сите страни беа на некој начин им беше приорѓано за да се разговара со нив со стратегија како да се привлечат. Сега во новата влада гледаме дека има десетина членови на влада кои што се без ресор. И тоа ниту еден не е специализиран за привлекување странски инвестиции. Нема ниту еден член на диаспората. Ние во првата влада се сеќавам 1/3 од владата беа поканети луѓе кои што беа од нашата диаспора. Голем дел од нив беа на високи позиции во мултинационални компании.
со искуство од таму кој што го пренесува во Република Македонија, особено при нивното привлекување инвестиции и при градење на економските проекти. Така што станува збор за на брзина создаден состав на влада кој што треба да ги задоволи апетитите на челните луѓе во партиите, без воопшто да се гледа за нивната стручност, за нивното искуство во минатото. Многу од нив се со криминални и корупцијски афери во своето досегашно работење. Така што не може да стане збор за реформска влада. Напротив, може да стане збор за антиреформска влада, ова што сега се предлага на шведски начин да се промени низ парламентот.